Скандалот со музеот на УЧК, картата од голема Албанија исцртана на мермер и сликите од команданти во воениот конфликт во 2001 воопшто не го загрижуваат првиот човек на владата. Наместо осуда од Димитар Ковачевски, новинарите добија лекција по историја. Ставање на таква мапа било за доцнето 145 години, а тие карти само ги отсликувале односите на Балканот пред век и половина. За настанот кој што се случи изминатиот викенд, Ковачевски рече дека се работело за приватен имот. Ако по нешто може да се отслика какви биле односите на Балканот пред 145 години, пред 200 години и така натаму, се такви слични карти кои што секоја држава на Балканот ги има. Ама буквално секоја. Она што за овој случај е карактеристично е што се работи, според она што го имам како информации, за приватен имот, каде што е направен тој настан, и тоа сигурно дека подлежи на одредени законски решенија. Според ВМРО ДПМН, партијата на Али Ахмети ги храни своите гласачи со национализам за да го скрие криминалот. Христијан Мицкоски очекува албанската опозиција да ја напушти шовинистичката реторика која е карактеристична за крајот на 19-тиот век и да се насочи кон развој на Македонија со задоволни граѓани. В отсуство на проекти, в отсуство на работа, Демократската унија за интеграција и Али Ахмети и останатите првенци на таа партија за да го заштитат криминалот кој што го прават, и злоделата кон македонскиот, албанскиот, турскиот, српскиот, бошњачкиот, влашкиот, ромскиот народ и екзодусот кој што се случува, ќе се обидат да дефокусираат со вакви националистички, шовинистички пораки. Картата на голема Албанија не беше единствената провокација. Ахмети на отворањето порача дека идејата била Албанија без граници, но дека подоцна политиките се промениле, па било одбрано албанците да бидат господари на оваа земја. Дека предизборно се разгорува национализмот покажуваат и пораките на навивачите на фудбалскиот надпревар Шкупи Вардар, кои на транспаренти испишаа: "Имаме аманет кој ќе го завршиме, срцето на Албанија да биде историскиот град Скопје." Дуи СДСМ без никаква осуда за ваквите провокации кои доаѓаат и од самата власт, но затоа пак Бујар Османи порача дека национализам била пораката на потпредседателот на ВМРО ДПМН, кој рече дека неговата партија не би коалицирала со Дуи.